Основните производи мора да поевтинат веднаш, а владините реакции се задоцнити, бидејќи производителите и трговците требаше да ги дисциплинираат порано, смета универзитетскиот професор и истражувач од Виенскиот институт Бранимир Јовановиќ. Не може млекото да биде поскапо во Македонија отколку што е во Австрија, како што е моментално. Моментално млекото во Македонија тетрапак млеко е 80 денари, во Австрија евро и 25. Нема никаква економска оправданост за такво нешто. Нити струјата е поскапа во Македонија, ниту платите, ниту даноците, доколку на владата не е егале за сиромашните дали тие ќе има да јадат или не, и егале само дали големите фирми ќе створат високи профити, тогаш бујрум не мора да ги замрзнуваат цените, па ќе видиме тие што се побогати, тие што се богати ќе стануваат уште побогати, тие што се сиромашни ќе гладуваат. Во контекст размислува и вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Кога би живееле во други времења, се знае што значи непридржување на џентлменски договор. Не можете да барате соодветно однесување од другата страна кога веќе сте го прекршиле договорот. Освен кај лебот, засега се најавува намалување на цената и на зејтинот, која треба да падне под 100 денари, но најверојатно тоа ќе се случи и со млечните производи. Прескапи се сирењето, кашкаволот и се друго врзано со овој основен артикал. Колку ќе биде намалувањето е неизвестно, но како што се сега цените, нема да останат исти.